Добро вечер, јас сум Маја Рангеловска, вие го следите дневникот во 22 часот. Во него ќе гледате. Денеска е Велики петок, ден кога е распнат Исус Христос. Народни обичаи за најрадосниот христијански празник Великден. Полесна храна за празниците, советуваат лекарите. Предпразнично расположение во градот. Денеска православните христијани го слават Велики петок, денот на распнувањето на Исус Христос. Овој ден се смета за најтажен во годината, заради маките низ кои поминал Христос пред смртта. Времето на симнувањето на телото од крстот во црквата се одбележува со вечерно богослужење. Православните христијани денеска го одбележуваат Велики петок. Се нарекува и Распет петок затоа што на денешен ден е распнат Исус Христос. Токму затоа се смета за најтежок и најтажен ден во годината. Православниот канон за Велики петок предвидува строг пост со вода, а многу верници на тој ден не пијат ниту јадат до зајди сонце. За овој ден црквата пропишува најстрог пост, освен за немоќните и престарените лица, во знак на таговно сеќавање на настаните од она време. Граѓаните кои денеска ги посетија црквите и запалија свеќи во пресрет на најголемиот празник Великден, сметаат дека на Велики петок секој треба да се воздржи од конзумирање мрсна храна. Велики петок денеска да не се работи, да се пости. Кој оќе у цркву да дојде, да попладне, протињамо се под тој свети Христос, тој како се вика. И такој почитуваме. После дома си идемо. Кафе мрсно не. Кој како сака. Помладите постив, а ми постари не постим. Не да лажу. Вие колку дена постите пред Великден? Една неделја. Од неделју до неделја. Дали постите вие? Постим. Да. Постим. Само денеска или 40 дена? Нече, неделју пред прочка кад ќе биде неделју посто и сега посто од суботу до неделју ќе посто. Едно неделју пре и задњу неделју. Тоа е пост кod мене. Прву неделју постимо, после постимо сваки петак, празник кој е. После една неделја или 10 дана сад за Великден. Јутро смо били у цркву да се причестимо и да се спремамо, знаемо да е Великден веќе. Фарбамо јајца. Според христијанското учење, страдањето му претходи на воскресението, а без страдање и смрт нема воскресение. Времето на смртта и симнувањето на телото Христово од крстот во црквата се одбележува со вечерно богослужење и со посебен ритуал на изнесување на покривката на посебно украсена маса пред олтарот, кој го символизира гробот на Христос. Православните христијани интензивно се подготвуваат за прославување на најрадосниот христијански празник Великден, празник на Христосовото воскресение. Со голема радост верниците го прославуваат враќањето за Исус Христос од мртвите и победата на животот над смртта. Во неделата се посетуваат роднините, пријателите, се спрема богат свечен ручек. Нормално верниците се поздравуваат со Христос воскресна, навистина воскресна. Тој е еден голем ден на простување, на дружење, на општа веселба. Кои се народните обичаи и која е легендата за црвеното јајце, подолу во вестите од разговорот со магистер Анита Георгиевска, виш кустос во Кумановскиот музеј. За празниците граѓаните најчесто забораваат на здравиот начин на исхрана. Традиционалната празнична трпеза ги крши и најцврстите карактери и ретко кој може да одолее на великденските специјалитети, но лекарите предупредуваат внимателно со храната, бидејќи таа може да предизвика сериозни здравствени проблеми. Ова особено се однесува на верниците кои изминатите 40 дена постеле. Верниците кои постеле во текот на великденските пости, за време на празникот треба да внесуваат полесни оброци и да не се прејадуваат. Медицинските лица советуваат да се избегнува мрсната и тешка храна, бидејќи таа може да ја наруши работата на дигестивниот систем.
За најголемиот христијански празник сите сакаме да направиме што поубава и побогата трпеза, бидејќи или пречекуваме или одиме на гости. Но токму поради тоа, граѓаните кои постеле треба да внимаваат каква храна внесуваат во организмот, вели инфектологот Сунчица Јосифова. Сакам да им препорачам на нашите сограѓани, особено оние кои 48 дена постеја, да внимаваат на на јадењето што следува во недела, односно за великденските празници. Тука посебно препорачувам да биде тоа многу полесна храна, да биде количински помала, затоа што секое внесување на храна од животинско потекло у поголема количина после еден ваков пост ќе резултира со несакани последици. Ние и другите години од искуство, значи ова го кажувам, и другите години сме имале наши сограѓани кои имале тегоби од таа природа, значи од прејадување, со тегоби, со мачнини, со повраќање, со болки во стомакот, значи да барат помош на нашето оделение. Секоја година за време на празниците доста пациенти со тегоби во организмот бараат помош на инфективниот одел. Што ќе се преземе и каква терапија ќе се препише, зависи од клиничката слика на болниот, вели Јосифова. Зависи колку е фаза ќе дојде пациентот, дали е тоа полесна клиничка слика и тогаш е само совет како да продолжи понатаму, евентуално терапија која се зема преку уста. На пациентите кои имаат потешка клиничка слика, тука веќе идеме со една инфузиона терапија, со посматрање, дури некогаш и хоспитализација, за да можеме во наредните денови да видиме како ќе реагира, значи се додека не се подобри нивната клиничка состојба, ова е клиничка слика, односно општата состојба. Постепеното внесување на мрсна храна во организмот треба да биде збогатено со повеќе свежа салата и овошје, а што се однесува до алкохолот, лекарите препорачуваат да се употребува по јадење и во исклучително ограничени количини. Јосифова упати совет до сите домакинки вапцаните јајца да ги чуваат во фрижидер, а не на собна температура, бидејќи се најавува зголемување на температурата следните денови. Истото се однесува и на останатата храна што се подготвува за Великден. Раздвиженост, опуштеност и преполни тераси со весели луѓе во угостителските објекти е денешната слика од центарот на градот. Предпразничното расположение на луѓето го надополни и убавото време. Предпразнично голема раздвиженост во центарот на градот. Убавото време ги преполни терасите на кумановските локали со млади луѓе, додека повозрасните ги завршуваат последните подготовки пред празникот, а родителите ги изведоа своите деца на прошетка. Ова е сликата од денешната предпразнична атмосфера во центарот на Куманово пред најголемиот христијански празник Великден. Дел од граѓаните сметаат дека за разлика од минатата година скоро и да не се чувствува празничната еуфорија, додека другите тврдат дека само со тоа што не се на работа можат да посветат повеќе време за себе. Па добро е, преска имаше повише народ, сега се малку сигурно дома отишле да се славе празник. Па нормално, традиционално одење по гости, доаѓање на гости и тоа е што за. Па традиционално по дома чекаме гости, не планираме никаде да заминеме. Да, во градот се чувствува празнична атмосфера, како тоа гледате самите, луѓето се излезени, шетаат, пазарат, купуваат. Планирам за Великден да останам дома со моите најблиски. Оние кои што во домашна атмосфера ќе го пречекаат празникот, велат дека голем број од нивните пријатели и роднини го искористиле продолжениот викенд за да отпатуваат некаде. Граѓаните кои што се одлучиле да останат во Куманово за празниците велат дека Великден ќе го прослават со традиционален ручек со своите најблиски. Тие генерално се задоволни од празничната атмосфера во градот. Членките на Унијата на жени на ВМРО ДПМН Куманово синоќа организираа работилница за бојадисување и украсување на великденски јајца. Вапсаните јајца во понеделник ќе ги подарат на старите лица сместени во домот Зафир Сајто, за да им го честитаат празникот. Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Куманово синоќа организираше работилница на која жените членки украсуваа великденски јајца. Председателката на Унијата смета дека сите жени на едно место со својата креативност придонеле за успешна реализација на оваа работилница. Таа додаде дека украсените јајца во понеделник ќе бидат дадени како подарок во домот за стари лица Зафир Сајто.
Мислам дека ова е одличен начин да се соберат повеќе жени на едно место за да ги искажат своите креативни идеи. Еден вид на дружење кое што ќе придонесе најверојатно и оваа работилница да биде успешна. Членките на Унијата сметаат дека ваквите работилници се добар начин за дружење, одбележување на празниците и изразување на сопствените идеи. Тие велат дека во иднина ќе продолжат да ги одбележуваат празниците со пригодна програма. Пред се битно е моментот, битен е празникот, дружењето. Сакаме со цел кој правиме ова за да се дружиме, да направиме нови идеи, да искажеме некоја пажња на празникот и така. Да си ги испочитуваме традициите и оно што го правеле, што го работеле, значи наши мајки, баби, прабаби, еве ние да го продолжиме тоа, затоа што ова е нашиот најголем христијански празник. Со самото бодесување или украсување на јајца го продолжуваме христијанскиот обичај на вапцување јајца, што има големо значение за овој голем великденски празник. Имено, ова е прва работилница од овој тип на кој сите членки на едно место заедно ги споделуваат своите замисли, а претседателката информираше дека ќе продолжат со ваквите активности во секоја можна прилика. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев синоќа беше отворена изложбата на 20 слики на платно од интернационална кичевска ликовна колонија. Кумановци можеа да видат дела работени во различни техники, кои ги создале автори од различни држави. Дела од 21-та интернационална кичевска ликовна колонија синоќа за прв пат беа презентирани во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Кумановци имаа можност да ги видат сликите кои што за 2 недели во местноста Кнежино Кичевско ги создале автори од целиот свет. Горан Доневски, еден од организаторите, наведе дека уметниците од странство, освен што твореле, имале можност да се запознаат со Македонија, а импресиите од патувањето да ги пренесат во нивните дела. На оваа изложба може да видат различни техники од различни уметници, од различни земји, секој на свој начин си имат, некои ги имат искажано своите импресии од Македонија, некои од земјите каде што доаѓаат. Годинава на Кичевската колонија учествуваа 27 уметници од 15 држави, меѓу кои Украина, Русија, Малезија, Јужна Кореја, како и соседните земји Србија и Хрватска. Уметниците изработиле 80 на ликовни дела, користејќи ги техниките масло и акрил на платно, комбинирани техники, но и скулптури во метал. Освен во Куманово, делата од 21-та колонија досега биле презентирани пред ликовната публика во Кичево, Скопје, Кавадарци и Велес, а во Куманово изложбата ќе биде поставена до 23 овој месец. Кои се народните обичаи и која е легендата за црвеното јајце? Како што веќе најавивме од разговорот со магистер Анита Георгиевска, виш кустос во Кумановскиот музеј. Великден, како што сами кажавте, е еден од најголемите христијански празници и спаѓа во циклус на пролетно-летните празници, каде што биле применувани аграно-магиски обреди, каде што бил истакнат култот на сонцето, на водата, на зеленилото. Инаку, самиот празник го менува датумот, значи секогаш се паѓа денот пред полниот месец, значи пролетната рамнодневница. Инаку со датумот се движи од 4 април па се до 8 мај. Значи нормално годинава ден се падна на 12 април. Инаку самиот празник содржи и црковни елементи во себе и традициски, од кои што јас ќе објаснам и ќе дадам едно мало појаснување. Самиот празник започнува со една велика или страстна недела, кога најголемо значение се става на Велики четврток, кога домаќинката станува рано са бајле, ги вапцува првите 3 јајца пред изгре сонце, значи едното за Господ, другото за куќата и за домаќинот, ги става пред иконата и овдека на јајцето му се припишува една магиска моќ за да ја заштити куќата од зло и од лоши сили. Инаку нормално во црквата се одвива утринска литургија и е во чест на востанувањето на тајната на присуствувањето на тајната вечера.
Нормално Велики петок е ден кога е собрана целата тага, целата болка или распети петок кога всушност е и врснувањето на Исус Христос. Имаме овдека еден обичај на поклонување на импровизиран гроб закитен со цвеќе во црквата, каде што верниците нели доаѓаат и му се поклонуваат на гробот. Инаку овој ден воопшто ништо не се работи, никаква работа ни во куќата, нити пак во нивата. Додека Велика сабота е ден каде што се припремаат сладките, погачите со јајца за она нели утрешна свечен ручек. И на овој ден се врши и причестување на оние кои што го применувале целиот 40-дневен пост. Нормално вечерта, во саботата вечер се огласуваат и звоната во црквата, инаку во четвртекот се веќе врзани, за да настапи една тишина, за да се припреми за неговото воскреснување. И се оди во црква, се причестува, за да утредента во неделата се посетуваат роднините, пријателите, се спрема богат свечен ручек. Нормално верниците се поздравуваат со Христос воскресна, навистина воскресна. Тој е еден голем ден на простување, на дружење, на општа веселба. Инаку за овој празник главен елемент, значи една главна символика му се дава на јајцето. Великденското јајце е символ на големиот христијански празник. И од кога потекнуваат, од кога датираат податоците дека почнало со вапцувањето на јајцата и всушност која е неговата символика? Па видите што, овој обичај на вапцување на јајце е доста стар. Значи, според некои истражувања биле најдени лушпи на обоени јајца уште во некои стари германски гробови и скандинавски, што значи дека од прилика 16 век. Можем да кажам дека вапцувањето на црвените јајца се сврзува со една легенда, кога го носеле Исус Христос на распнување на крст, народот го каменувал и самите камења биле претварани во црвени јајца. Од таа символика. Инаку, порано јајцата ги вапцувале во бои добиени од растенија, како што биле лушпите од кромит, листовите од орев, додека денеска сите тие имаат повеќе техники на вапцување на јајца, например како што е техника со восок шарање, декупаж техника или во овие други останати бои кои се добиени нормално по хемиски пат. И самото јајце можам да кажам дека баш великденското јајце, првото она што ќе се вапца, му се препишува една голема апотропејска моќ и е символ на плодност, символ на живот, символ на здравје и на среќа. Кај нас постои еден обичај на одење по куќите, малите деца одат по куќи, благословуваат за среќа и здравје на домаќинот и на семејството. Домаќинката ги дарува со јајци и со пари. Постои на обичај на кршење на јајца едни со други и постои едно верување на оној кој што ќе му остане нескршнат, тој ќе има поголема среќа целата година. Насекаде ли се исти обичаите? Или постојат некои разлики, ве конкретно за Кумановскиот регион? Што е специфично во однос на другите? Да, во главном обичаите се скоро слични, да не кажам истини, цела Македонија, така да не се многу разликуваат од град во град. Инаку, ние постојано од нашиот музеј одиме на терен, истражуваме меѓу населението и во Куманово, и во Кумановско. И мислам дека сепак тоа е останато како една традиција и верување од постарите кои што се пренесува од генерација на генерација. Нормално со некои додатни елементи, додатни обичаи кои денеска се осовременуваат. Би искористила оваа можност и воедно да им го честитам празникот на сите верници и да им посакам мир, здравје и среќа во нивните домови.
Кошаркарскиот клуб Куманово утре вечер во спортската сала го пречекува тимот на Кожув, каде ќе се игра дуелот од второто коло во Суперлигата. Од управата на Кошаркарскиот клуб ги повикуваат граѓаните утре да дојдат во што поголем број и заедно со публиката да ја забележат првата победа оваа сезона во Суперлигата. Раководството одлучи Куманово утре вечер да го одигра надпреварот, но остануваат на ставот дека правдата е на нивна страна, кога станува збор за неодиграниот меч со Карпош Соколи. Евентуалното ново неиграње ќе значеше и автоматска преселба во понизок ранг на надпреварување, па затоа решивме да настапиме утре, велат од клубот. Надпреварот започнува во 19 часот. Времето во Куманово денеска беше сончево и топло, со слаб ветер со променлив правец. Максималната температура изнесуваше 16 степени, а минималната до 9 степени Целзиусови. За утре се најавува сончево и топло време со слаб ветер од југозападен правец. Утринските температури ќе се спуштат до 12 степени, а максималната дневна ќе постигне до 21 степен. Ова беше се во Дневникот во 22 часот. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.